Истрагата за еден од најголемите скандали во здравството не смее да заврши само со 5 осумничени. Во криминалната шема биле вклучени и други. Претседателката на анкетната комисија Рашила Мизрахи очекува и бара проширување на истрагата. Инаку, комисијата, чија главна задача беше утврдување на политичка одговорност, вина пронеде кај поранешниот министер за здравство Венко Филипче, кај сега веќе осумничените директори Нино Васев и Нехад Нухи, кај поранешната директорка на Државниот санитарен и здравствен инспекторат Ирина Сотирова Бухова, како и кај екс-директорите на Фондот за здравство Стево Крстевски и Фатон Ахмети. Проблемите кои што настанале во овие 7 години се од едноставна природа. Тие настануваат како резултат на апсолутно непочитување на законските нормативи, апсолутно кршење на законите, буквално нивно отфрлање до степен на, да кажеме, перцепција на нивно непостоење. Додека некои си играат јас сум власт, јас сум се, без законска рамка ќе имаме вакви скандали во сите сектори, во сите сегменти на нашето општествено живење. Но заклучоците од комисијата во кои стоеше дека онкологија прекршила 37 закони и правилници кога набавувала лекови за болните од рак, обвинителството ги игнорира, иако јавноста слушна и виде се од сведочењата во собранието. Според она што е наведено во комисиските заклучоци, Министерството за здравство слепо се согласувало на барањата на клиниката, иако познат бил буџетот на Фондот за здравство. Клиниката го пречекурила така наречениот условен буџет за над 170%, иако немала согласност од фондот. Мизрахи неколку пати појаснуваше дека, например, Фондот за здравство, кој би требало да има увид и ако работел како што треба, веројатно немало да се влезе во криминалната шема. Исто и Агенцијата за лекови врши надзор, потоа Државниот здравствен инспекторат, доколку надлежните за контрола си ја работеле работата од 2019 до денес, немаше да ја има оваа афера, беше истакнато на една од дискусиите на анкетната во собранието. Дали собранието ги достави заклучоците до обвинителството? Претседателката на анкетната комисија нема информација. Кога овие заклучоци беа презентирани во јавноста, владеачката гарнитура остро се спротистави, а тогашниот собраниски спикер одбиваше да им ги достави на обвинителите. Според опозицијата, власта се плаши да не се открие вистината за онкологија. Скандалот изби во септември минатата година. Конечно, по цели 5 месеци пред истрагата на обвинителството резултираше со 5 осумничени лица, 2 директори и 3 доктори, кои им помагале при измамата и злоупотребата на службената положба при набавка на лекови за цитостатичка терапија.